Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16. Денеска гледаме. СДСМ го обвини Деспотовски дека одработува за власта. Тој врати. Ова не е СДСМ, ниту некогаш ќе биде. ВМРО-ДПМН тврди СДС координирано пропаѓа. Македонските армиски мировници рамноправни во мисиите. Претседателката со припадниците на армијата. Град Скопје со новогодишна забава за најмалите на плоштадот. Руски напади врз Киев. Снег парализираше делови во САД. Овие вести за новогодишната забава за најмладите на градскиот плоштад. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. СДСМ денеска го обвини Јован Деспотовски дека одработува за власта на штета на интересите на опозицијата. Партијата денеска обелодени нови детали за како што тврдат координирана акција на власта за деградација на СДСМ. Деспотовски реагира дека ова веќе не е СДСМ. СДСМ денеска го обвинува Јован Деспотовски за соработка со ВМРО-ДПМН со цел рушење на партијата од внатре. Од овие причини велат дека испратено барање до Централниот одбор за итно исклучување на Деспотовски од партијата. Изјавата на Деспотовски за Дојче Веле, во која тој го критикува начинот на кој СДСМ комуницира со јавноста и новинарите, оценувајќи дека тоа не доликува на сериозна партија. Од СДСМ тврдат дека е дадена со цел дестабилизација на партијата. Прв чекор, еден наш член Јован Деспотовски, по неуспешното медиумско прво обраќање, ја продолжи кампањата против СДСМ во еден сериозен и релевантен медиум. Станува збор за поранешен функционер на СДСМ и поранешен директор на големи државни фирми, како што се ТИРС и Фонд за иновации и технолошки развој, кои имаат огромни буџети. Под чекор 2, неполни 2 минути по објавата на тој текст, се појавува однапред подготвен, обемен текст на истата тема од еден добро познат портал, на Геровски. Тоа може да значи само две работи. Или одговорите биле однапред испратени и координирани, или текстовите биле пишувани во директна координација со Геро. Искрено, после 30 години политички стаж, најмалку очекував токму мојата матична партија да ме остави целосно без зборови и коментар, вели Деспотовски по ваквите обвинувања. Во сите јавни настапи сум бил максимално умерен, дури и во ситуации за луѓе кои апсолутно заслужувале остар став. Ако таа умереност сега станува закана за актуелниот партиски врв, тогаш СДСМ има многу поголем проблем отколку што и мислиме. СДСМ имала и ќе има многу поголеми личности од актуелниот претседател и никој од нив никогаш не се ставил над партијата, над нашето семејство. Тоа не е СДСМ, ниту некогаш ќе биде. Една лична порака за крај или за почеток. Венко, со една одлука не можеш ниту ќе дозволам да избришеш 30 години работа, љубов и жртва, вели Деспотовски во реакцијата. Демантираа и од ВМРО-ДПМН. Нема никаков координиран напад врз СДСМ. Има координирано откривање на тоа дека Зоран Заев гради во Дубај, а Венко Филипче доби златна виза таму. Затоа СДС толку многу и координирано пропаѓа. Одговорите нека ги бараат кај Заев и Башановиќ, стои во реакцијата на партијата. Опозицијскиот лидер подолг период тврди дека владеачката партија преку нивни членови се обидува да ја дестабилизира СДСМ од внатре, бидејќи секојдневно ги објавуваат нивните криминали. Претходно, вакви обвинувања Филипче имаше и за поранешните градоначалници од редовите на СДСМ, Петре Шилегов и Саша Богдановиќ. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Председателот на Собранието Африм Гаши вели дека по нова година ќе почне работна група за измени на изборниот законник. Не прецизира дали станува збор за нов текст, но вели дека е по барање на Министерството за правда. Нејасно е што се ќе опфатат овие измени, но за нив секако е потребен општ консензус. Затоа што Министерството за правда е предводник на овој процес и тие го предлагаат законот, тие ќе ги повикаат политичките партии да предложат по 20 представници, но не само тие што се организирани во пратенички групи, и тие што не се организирани во пратенички групи, како и независните пратеници. Значи, ни треба целосен консензус во процесот на насилие на изборниот законник, че се сложивме околу тоа и дека што ќе го имаме текстот предложен од нив, ќе знаеме точно дали е целосен нов или е изменет, видоизменет или во која
во која насока или колку проценти од текстот е сменет, па политичките партии во однос на тој текст ќе ги имаат своите забелешки, па така ќе почнат разговорите да се усогласуваат едни со други, да дојдеме до конечно решение. Македонските армиски мировници рамноправни во мисиите, претседателката со припадниците на армијата, град Скопје со новогодишна забава за најмалите на плоштадот. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова денеска пред припадниците на армијата порача дека на светот никогаш мирот не му бил попотребен. Потенцираше дека македонската армија е сега рамноправно третирана и мисиите на македонските мировници се многу повидливи. На децата на припадниците на мировните мисии во странство им подари пакетчиња. Во време кога мирот никогаш повеќе не му бил потребен на светот, вредноста на македонските мировници никогаш не била повидлива. Ваква порака упати претседателката на државата до македонските војници кои се дел од мировните мисии низ државите во светот. Силјановска-Давкова им се обрати преку видеоврска од касарната на Скопскиот аеродром на традиционалната предновогодишна средба со нивните семејства. Се чини дека никогаш на светот мирот не му бил попотребен. Но се чини и дека нашата вредност, вашата, на мировниците, ама и на македонската армија, никогаш не била повидлива. Нема место на кое што вие, нашите мировници, не сте рамноправно третирани. Рамноправно со останатите, со сета почит кон вас, вие активно придонесувате за мирот. Свој пораки до македонските мировници испратија уште министерот за одбрана и началникот на генералштабот. Иако денеска сме физички оддалечени, оваа средба има особена тежина и значење зашто не обединува како едно големо семејство. Мојата порака до вас, нашите мировници, во регионот и пошироко, ви благодарам за вашата служба во името на мирот, безбедноста и сигурноста на секој еден од нас. Ние сме тука заедно со вас да продолжиме да ја градиме армијата, да биде една успешна приказна, не само кога станува збор за борбената готовност, но и се она што ја прави армијата една успешна институција. Косово, Бугарија, Босна, Германија, Либан се дел од државите во кои македонските војници се вклучени во мировни мисии. Ветија дека ќе продолжат одговорно да ги извршуваат обврските, а тоа го слушаа и членовите на нивните семејства. За најмладите подароци донесе армискиот Дедо Мраз. Да ми донесе кукла Зои, да ми донесе меко тефтерче со мача. Топка за фудбал. Фотоапаратче. Што сакаш да фотографираш со него? Слики кад ќе доваѓа Дедо Мраз. Сакам Brawl Stars играчки, зашто Brawl Stars ми е обилена игра од сите игри. Доделувањето пакетчиња на воениот аеродром традиционално се одржува во пресрет на новогодишните и божичните празници. Манифестацијата ја организира воздухопловната бригада на Арама. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А новогодишната атмосфера е веќе на прагот. Денеска градот Скопје организираше прослава за најмалите на градскиот плоштад. Мирена Давидовска во овие вести. Кои се желбите на децата? Децата велат нели се најискрените, па така и денеска си ги посакаа оние желби кои што си ги мислеле изминатиот период или пак можеби во текот на целата година и веруваат се уште во тоа дека доколку биле умни, Дедо Мраз им ги донесе посакуваните подароци. Претежно од тоа што го слушнавме од анкетираните дечиња посакуваат по некоја играчка. Денеска плоштадот од Македонија, можам да кажам слободно дека беше со една прекрасна атмосфера, бидејќи беше исполнет со стотици дечиња овде, бидејќи градот Скопје направи една голема организација, односно приреди една представа, музичка програма.
по која што следуваше и доаѓањето на Дедо Мраз, кој што пристигна овде пред дечињата со градското вовче полно со подароци, па беа поделени и бесплатни пакетчиња за сите присутни дечиња кои што беа овде на плоштадот Македонија. Со овој настан всушност започна и она новогодишна бајка, како што вели градоначалникот на градот Скопје, и ваквите програми музички со представи и со наградни игри ќе продолжат и во текот на следните денови се до 31 декември, денот кога ја дочекуваме новата година, а потоа вечерта, како што веќе јавноста е запознаена, ќе има новогодишна голема прослава овде на плоштадот Македонија за сите граѓани со македонски изведувачи. Во продолжение веќе деталите од тоа како изгледаше денеска доделувањето на пакетчињата на плоштадот Македонија. Дедо Мраз пристигна на плоштадот Македонија со воз полн со пакетчиња. На бината беше дочекан од распеаните хорчиња. Град Скопје приреди новогодишно изненадување за сите деца кои дојдоа на плоштадот. Илјадници пакетчиња подели Дедо Мраз за нова година. Децата не ја криеа радоста. Со нетрпение го очекуваа пристигнувањето на Дедо Мраз и му порачаа што посакуваат за нова година. За нова година многу сакам едни многу интересни фломастери што бојат на се и да. А сега Дедо Мраз од каде доаѓа, знаете ли? Па од Лафонија. Штич што диши. Дрес за фудбал. Од кого? Кој ти е омилен фудбалер? Палмер. Јас сакам кола на Далинска. Јас сакам да ми донесат Стич мече. Дедо Мраз. Што ќе ви донесе? Подароци! Со киндер јајце. Киндер јајце. А пакетче некаш? Да. Со овој настан почна новогодишната бајка, а градоначалникот на Скопје порача дека ќе продолжи во следните денови со приредби, представи и наградни игри се до 31. Денес со насмевки, радост и многу изненадувања се дружевме со најмладите и заедно ја почувствувавме вистинската празнична магија. Дедо Мраз пристигна со полни раце подароци и внесе топлина и радост во срцата на сите дечиња. Ви благодарам што бевте дел од оваа прекрасна приказна и што заедно создаваме моменти кои ќе се паметат. Празничната забава продолжува секој ден, напиша Ѓоргиевски. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. По 55 години бегалка повторно на сцената на Струмичкиот театар. Руски напади врз Киев, снег парализираше делови од сад. По 55 години представата бегалка повторно на сцената на Струмичкиот театар Антон Панов, Зоран Ѓоргиев јавува. После 55 години, Струмичкиот театар Антон Панов повторно е враќа на сцена култната македонска драма Бегалка од Васил Илјовски. Од театарот вела дека новата премиера представува символично навраќање кон делото кое оставило длабок белег во историјата на македонскиот театар, но и продолжување на мисијата за негување на македонската драматургија и оживување на значајните дела од домашното културно наследство. За режисерот Дамјан Димовски, новото поставување на Бегалка произлегува од потребата класичниот текст да се прочита низ призма на современиот живот и актуелните општествени односи. Се заинтересирав малце вака и постдипломски со битовата драма, за тоа дека некако што значи тие традиции што ги имаме ние некако кои се дел од нашата човекова природа и треба да се стават тие некако на ревизија, мислам јас, кои од тие традиции или традиционални вредности функционираат денес и кои од тие традиции треба да се некако да се оттргнеме од нив за да можеме да функционираме во овој 21 век, односно во современиот начин на живење. Со современото сценско читање, представата ги преиспитува традиционалните вредности и нивното влијание врз човековите избори и семејните релации денес. Во новата поставка, домот не е само место на живење, туку символичен затвор и сцена на вонвременски меѓугенерацијски судир. Во самиот текст интегралниот на Илјовски има многу теми кои се обработуваат внатрешно, мене најпоќе ме фасцинираше тоа што се случува во домот фактички, како ние самите себе си ствараме еден затвор каде што ние, како да кажам, мислам дека најинтегралниот дел од човечкото постоење
фамилијата, односно домашниот момент. И ние доколку не можеме да се разбереме самите себе си дома во фамилиарните околности, не можеме да очекуваме дека ќе се разбереме надвор во социјалниот етер. Бегалка има особено значајно место во историјата на Струмичкиот театар. Представата за прв пат била поставена на неговата сцена на 1 мај 1949 година во режија на Димитар Колчаков, со што практично и започнала работата на театарот. Нејзиното второ поставување следило на 18 јануари во 70-та година во режија на Александар Думов. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Расте бројот на капацитети за издавање во Охрид, анализите покажуваат дека се подобрува и квалитетот на станови за издавање. Нина Ритоновска. Бројот на регистрирани станоиздавачи на Охридското крајбрежје во нагорна линија од секторот за туризам и локален економски развој посочуваат дека за разлика од изминатите години, не само што има зголемување на понудата, туку расте и квалитетот на категоризацијата на приватните сместувачки објекти. Моментално во Охрид има 3000 регистрирани станоиздавачи. 3000 регистрирани имаме. Значи регистрирани, кои што редовно по завршувањето на периодот на важноста на решението си го продолжуваат и на тој начин, значи, таа една константна бројка се одржува, иако, да речеме, во споредба за пред 5 до 10 години, таа бројка е зголемена, бидејќи тогаш просекот беше околу 2000, 2100, 200, сега веќе ги имаме 3000 регистрирани кои што работат нормално, легално, согласно законите. Со подобрување на инфраструктурата и најавените локални проекти се очекува раст во туризмот. Во однос на инфраструктурните услови се гледа придвижување. Во однос на локалните инфраструктурни услови исто така најавени се повеќе проекти кои што ќе допринесат да се, ако ништо друго, барем растерети начинот на кој што туристите во Охрид може да ги користат услугите, посебно во летниот период, ето капна гаража, наскоро треба почне да се гради и така натака, и се очекува дека барем со овие работи ќе имаме ние понатаму можност да размислуваме како да внесеме дополнителна понуда за да може да привлечеме, би рекол, поквалитетни туристи. Од секторот за туризам и локален економски развој вела дека постојано има нови решенија за категоризација на приватните станоиздавачи од мал обем, но според туристичките работници останува и проблемот со дивите станоиздавачи кои избегнуваат плаќање на туристичка такса. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Засилените контроли на институциите даваат резултат. Во Струмица регистриран намален број на дрвократци. Македонски шуми годинава бележат намален обем на дрвократството и зголемен број на пријави и откриени случаи. Сепак, од предпријатието оценува дека состојбата и натаму е незадоволителна, а клучен проблем останувал недоволната координација меѓу надлежните институции. Според заменик генералниот директор Кире Михаилов, нелегалната сеча со години наназад била присутна, но во минатото голем дел од криминалот не бил процесуиран. Денес, иако статистичките податоци не покажуваат драстични отстапувања во однос на претходните години, на терен било забележливо значително намалување на организираниот криминал, особено кај поголемите дрвократски групи. Добар дел од структурите на би рекол криминалните пипци во институциите се скратени. Огромна бројка на пријави се поднесени на наши вработени. Исто така, неретки се случаите каде што има поднесено пријави на вработени во шумската полиција, вработени во МВР, кои што на овој или оној начин биле некакви соработници на тие дрвократци и го помагале целиот тој процес. Имаме поголема бројка на пријави, има огромна бројка на одземени возила, значи одземени се доста камиони. Пред се тоа беше изразено во Охридско-Струшкиот регион, каде што имавме огромна бројка на камиони одземени. И покрај зголемениот број пријави откриени случаи, од македонски шуми укажуваат дека значителен дел од предметите не добиваат соодветна судска завршница. Иако оваа година имавме неколку координативни состаноци со судско-обвинителската фела, меѓутоа ќе треба се уште да додефинираме некои моменти, затоа што добар дел од тие пријави се уште ни паѓаат и огромна бројка од тие возила се враќаат. И тоа е она кое што ги демотивира сите. Значи и нашите вработени, и шумската полиција, и МВР, пред се мислам на оние кои што честно се ја работат својата работа. Значи, кога некој вложил огромен труд да фати една добро организирана група,
Значи добро организирана група и кога после неколку месеци ќе види дека судот му го враќа возилото или им го враќа возилото на оние кои што го правеле тоа, тогаш демотивацијата кај тие луѓе е голема. Токму затоа, како што потенцира Михаилов, едно од клучните решенија била поинтензивна и поефикасна координација меѓу сите надлежни, од шумската полиција и МВР до обвинителството и судството, со цел секој предмет да биде целосно документиран и да добие правосилна завршница. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.